Поранешниот премиер Никола Груевски со 2 незавршени работи во понеделник со помош на адвокатите ќе поднесува молба до кривичниот суд, со која ќе бара одложување на затворската казна, дознава 1TV. Едната од нив е базирана врз основа на пратеничкиот мандат, вели неговиот адвокатски тим, но не откриваат која е втората незавршена работа на Груевски со кој ќе ја поднесуваат молбата. Сепак со цврсти докази и аргументи треба да докажат дека ако Груевски не ја заврши обврската, ќе има поголема штета. Со ваквата молба законот за извршување на санкциите предвидува најмногу 3 месеца екс-премиерот да биде на слобода. Скопска единица пак до четврток ќе треба да одлучи дали ќе ја прифати молбата или Груевски ќе мора на 8 ноември да се јави во Шутка, во затворот обврзан да стаса најдоцна до 15 часот. Во меѓувреме во собранието течат постапките за евентуалното разрешување на Груевски, откако вчера кривичен го извести првиот човек на законодавниот дом Талат Џафери за правосилноста на 2-годишната затворска казна на Груевски. Од понеделник комисијата за мандатно-имунитетски прашања треба да расправа дали да биде предложено одземање на мандатот на осуденикот Груевски. Членот 65 од Уставот предвидува дека на пратеникот може да му биде одземен мандатот кога е осуден за кривично дело со што е недостапен за вршење на пратеничката функција со отсуство повеќе од 6 месеци, а за одземањето на пратеничкиот мандат потребно е двотретинско мнозинство гласови. Поранешниот премиер со жалба и до Врховен за преиспитувањето на пресудата за набавката на луксузниот Мерцедес, но до највисокиот суд, како што 1TV и вчера информираше, предметот тенк се уште не е пристигнат. Нарачката на блиндираниот Мерцедес од 600.000 евра на екс-премиерот Груевски му донесе 2 години затвор со правосилна пресуда за противзаконско влијание.